Почитувани гледачи, добро дојдовте во најновото издание на емисијата Промо. Мој денешен соговорник е нашата преубава Татјана Стефановска. Татјана, добре дојде и како се чувствуваш во студиото на Ин Продукција? Добро ве најдов, благодарам за поканата. Одлично се чувствувам во Ин Продукција, нели како дома. Така, поводот за твоето гостување е промоцијата на твојот најнов спот за прекрасната балада, можам да кажем, Си одам. Ајде нешто повеќе, каде се снимаше, да им објасниме нашите гледачи, каде, на кои локации се снимаше овој спот и како поминавте? Денот беше незаборавен. Многу убаво си поминавме со екипата на Ин телевизија и многу интересно можам да речам. Едно необично снимање на Пелистер, значи на сред стаза. На снег? На снег, на сред стаза за скијање, многу беше убаво. Се обидувавме, имаше снимање со дрон, се обидувавме да ги избегнеме скијачите, меѓутоа тоа беше многу тешко затоа што имаше наврнато доволно снег и имаше многу луѓе, меѓутоа одбравме неколку инсерти кои што се најдоа во спотот и ги прикажа убавините на Пелистер. Така, на кои други локации, освен на Пелистер, каде се снимаше? Спотот комплетно во Битола се снимаше, затоа што тој период, минатиот месец-два, престојува во Битола. Се снимаше на широк сокак во еден кафе-бар Симбол и кафе-бар ресторан Бела куќа. Потоа имаше една сцена со еден боксер, да речам, Алексаки Петровски, кој што се појави во мојот спот, тука прикажуваше боречки вештини, нели, на вреќа. Беше тоа моја идеја, малку покрај сцените само со мене, да се даде малку тежина на спотот, така да има и еден машки лик, тој е мој другар на моето семејство, на сестра ми, зет, така сме поврзани покрај спортот, нели, едно време спортував и јас кикбокс, па така повеќе се знаеме. И баш помислив дека дечкото одлично би изгледал на спот, иако претходно се има појавувано и во други спотови. Така и сега кој изгледаше прекрасно и во овој спот. Ти се појавуваш во неколку убави стајлинзи, кој се погрижи за твојот изглед? За мојот изглед се погрижи пред се шминка Белеза Битола, Кристијан Белеза, фризерско студио Кики Серафимова, потоа за стайлингот Морис, оптика Цаис, нели имав многу работи кои што повеќе стајлинзи, така имав многу помош овој пат од моите битолчани, иако за другите спотови сум имала исто така помош од битолските бутици Леа, тука во Охрид сега редовни соработници бутик Еден, можам да се пофалам дека и овој модел од тој бутик. Кој друг, значи, кој се погрижи, бутик Морис, КК дизајн и така. Така, значи имаше доста помагатели за овој спот. Тања, какви беа реакциите твоите блиски, затоа што веќе спотот е пуштен ексклузивно, беше промовиран на Интава. Кои беа реакциите и коментарите од твоите најблиски? Многу позитивни коментари, пред се заради беа изненадени прво од песната, потоа и од спотот. Истовремено, да речам. Затоа што песната ми беше снимена веќе подолго време, не ја постирав. Повеќе пати имам кажано со цел да се појави како комплетен производ со спот, кој што одлично се изработи и се залепи многу убаво со песната, во еден убав амбиент, бе изненаден и од песната и од квалитетот на спотот. Така, колку си ти задоволна од овој крајен резултат? Презадоволна сум, нели, кога дојдов тука. Така, присуствуваше на монтирањето на овој спот? Екипата си замина, потоа јас дојдов во Охрид, веќе беше монтиран спотот. Со Зати имаме одлична соработка долги години, веќе и му верувам на тоа како кои сцени ги одбрал, знае точно каде кои сцени, каде јас сама мислам дека изгледам добро, каде не, па се имаше погодено, така да само го завршивме за многу кратко време и многу брзо одеше, баш ми е мило што така во рекордно време се заврши цел проект. Така, да не зборуваме многу, сигурно и нашите гледачи се нестрпливи да го погледнат твојот спот, па почитувани, уживајте во прекрасната балада Си одам. Цело време се борам со твојата љубомора, не можам, веќе не можам. Цело време те кријам од светот да те
Kako da se prelažam, dosta je, vek je dosta je. Celo vreme mi mina, da ne znam što je vistina. Dosta je, vek je dosta je. A ti nemaš duša ni gram, a ti ni pred Boga nemaš sram. Si odan, ne znam da li shvaćaš, ti što nemaš srce, ti ne smeš da sakaš. Si odan, skršena na pola, nemoj da me moliš, nemoj te mola. Si odan, ne znam da li shvaćaš, ti što nemaš srce, ti ne smeš da sakaš. Si odan, skršena na pola, nemoj da me moliš, nemoj te mola. Драги мои, заедно уживавме во прекрасниот спот и прекрасната песна "Си одам" на Татјана Стефановска, која е мој денешен соговорник, гостин во емисијата Промо. Татјана, како помина 2017 за тебе? Што сработи и колку си задоволна од минатата година? Минатата година беше одлична. Имав 2 турнеи, поголеми, во Канада за Нова година, потоцна во Австралија. Што се случи? Многу настани, многу забави имав. Гостување во Турција, во Германија. Така, значи и турнеи? Имав повеќе турнеи, нели овие низ Европа беа пократки за еден концерт, другите беа малку поголеми. Го завршив албумот, нели, Дарој свадбарски, оваа песна "Си одам" беше нова. Исто така уште една посебна, 2 кои што ги доснимив за да се комплетира тој албум, нели, за заминувањето во Австралија во февруар месец. Подоцна се појавив на Валандовскиот фестивал со песната Подоцна се појавив на Валандово на фестивалот со песната "Кажи срце", една приубавна љубовна песна од моите редовни соработници Дејан Момировски, Борче Нечовски. Така, многу настапи имав, многу случувања. Така, значи минатата година беше доста успешна Доста за тебе. успешна, да. Така, спотот за посебна. Да. Колку си задоволна од овој спот и од песната, од гледаноста? Презадоволна сум. Исто така се снимаше и овој спот се снимаше во Охрид тука. Една убава песна која што интересна, така интересна, со весел ритам, а и доста певлива. Да, Ние во нашето доста студио певлива. често си ја пееме. Да. Песна која што нели има малку призвук на оние од соседите, меѓутоа еве и на наш јазик Модерно. нешто интересно и модерно направено. Со цел младите нели да ја спознаат и да го спознаат и тој стил на музика, овој пат во македонска изведба, на македонски јазик. Се надевам дека ќе се заинтересираат исто како што се заинтересирани за српските песни од тој стил. Тука се снимаше на повеќе локации, во хотел Лаки, во Мистер Ај имаше. Низохридската чаршија, имав 2 другарки, Наташа и Маја од Битола, кои што ме дружија на тој спот, девојки кои што се појавуваат во текот на целиот спот. Доста интересно парче. Се надевам дека ќе, нели со време песната станува хит, се надевам дека тоа и ќе види. Така.
дека ќе биде доста слушана Да. и понатака. Тања, често соработуваш со им продукција, каква Да. е соработката со нив? Како ќе ги Па од опишеш? неодамна започнав соработка со им продукција и имаме одлична соработка, нели тука сме, блиски сме за што и да треба. Нели си договараме снимања, емисии, што и ново да има, сум поканета и благодарам за тоа. А Се имаш и надевам можностите да си присуствуваш и на монтирањето на и на спотови, монтирањето така? на И тоа е спотови, доста и друг пат добро. така сме работеле со Зати, така исто и сега. И одлична соработка, се надевам дека ќе трае и понатаму. Така, ги спомна настапите во Турција. Како се поминалите на последното патување, кога беше последно? Турција? Последно бев некаде кон септември-октомври ми се чини. Одлично си поминавме, нели имам повеќе пати кого беше? кажувамо. Заедно бев со мојот сопруг, со Митко. А таму не придружуваше бенд од таму, значи тие се турци по потекло од македонскиот крај, кои што ја обожаваат македонската музика, нели токму поради музиката бевме и повикани. Не сакаат да слушнат веќе на забавите, не знам дали една песна од бендот испеа турска или две. Се останато беше македонска песна, многу не испочитува, прекрасно не пречекаја, нели тие луѓе морам да ги извам како едни од најдобрите домаќини. Кој колега да оди таму се враќа со истиот впечаток. Од тој момент луѓето ни се пријатели, нели и тие доаѓаат тука и се наши гости, пријатели пред се морам да речам, и нашето пријателство трае уште од првите години кога сум одела во Турција, па се до ден денеска. Каква е тамошната публика, која песна ете најмногу ти ја бараа? Тамошната публика желна за македонска музика. Тие не добро зборуваат македонски, но од петни жили се трудат да објаснат за што станува збор, цел ден ќе те дружат, ќе она. Најмногу им се свига песната, нели кога тргнав цвето, многу ми ја порачува, си залюби Джефа, македонско девојче, така неколку кои што се издвоија пред се, но и другите им се така драги на срце, така да имаше различни песни се пее. Така. Значи сепак најмногу македонската песна. Да. Тања, спомнавме турнеи, ти често патуваш надвор од Македонија. Во кои земји до сега си била и која земја ти оставила најголем впечаток? Морам да речам Австралија. Најдалечната. Најдалечната. Не знам, ајде да ги тргнеме настрана овие работниот дел. Значи најмногу ми се свиѓа Австралија, не дека значи најмногу македонци има таму и најдалеку се можам да речам покрај турците во Австралија нашинците најжелни за македонската песна и најмногу бројни заради многобројноста, организираноста на концертите, нели таму се одработуваат 6, 7, 8 до 10 концерти. Заради многобројноста се многу добро организирани, големи друштва се, нели за да гостува на турнеја кај нив некој познат пејач, нели треба и финансиски да се спремни, тука има и група, сместување, значи околни трошоци кои што мора да се подмират, а тоа може да го подмире само добро друштво, кое што не поканува да присуствуваме таму. Одлична соработка имаме, одлично не дочекуваат. Да одговорам на прашањето. Ете, кои места конкретно во Австралија ги посети? Перт, Сиднеј, Волонго, Кадела Некој и... е така интересно место кое ти остана? Мелбурн ми е осеќано? најубаво место во Австралија и Перт. Перт е на плажа, градчето е секогаш е со поголема температура, по цел ден сме таму на плажи, многу подобра е климата таму. Мелбурн ми се свиѓа исто така, малку поевропски е архитектурата. И не знам, сум била и на многу други места, меѓутоа овие Мелбурн и Перт најмногу ми се допаѓаат. Други места сум била Канада, исто така една од подобрите држави кои што сум ги посетила. Сум била во Америка, Германија, Швајцарија, Шведска, Турција, ево. Насекаде, каде што има нашинци, да. Така, голем број патувања, Но голем поголемите број... турнеи се во Америка, Канада и Австралија. Другите останатите низ Европа се во главном по еден-два концерт може да се спојат. Така, голем број патувања, но дали ти се случила некоја интересна случка која би сакала со нашите гледачи да ја споделиме? Интересни случаи има многу, пример да тргнеме од тоа како ете кога ќе дојдат тука некои од странците, да речем, од нашинците и ќе ми речи ме познаваш? Јас памтам лица, меѓутоа име и од каде го знам човекот? Не памтам. Не памтам, затоа што
Има многу настапи на секаде и не можам да се сетам точно од каде ги знам луѓето. Зборувам не за сите. И така иди до интересни ситуации. Сум имала многу патувања со колеги, интересни случки, заглавување во гардероба во Америка, а требаше да излезам да пеам, повеќе пати го имам кажувано тоа, па викав од прозорецот. На англиски се разбира хелп, па дојде обезбедување. Мислеа дека сакам да скокнам од прозорец. Се испостави, дури објаснам дека уствари заклучена е вратата од другата страна, а треба да настапам. И така тоа е една најинтересна случка што ми се има случена во Америка, во Њу Џерси, во салата на црквата Кирил и Методи. Таа е најголема црква и сала за забави во Америка. И така, има многу, меѓутоа ова е се разбира дека толку многу патување ќе има и голем број интересни случки. Мислам дека е време да направиме музичка пауза. Ќе погледнеме Љубовна прашина, но ајде пред да го погледнеме твојот настап, нешто повеќе околу оваа песна. Чие дело е? Ја имаш изведено на Цветници 2016 година? Ја изведив на Цветници 2016 година. Ова е дело на Дејан Момировски и Борче Нечовски. Една преубава песна, така во етно стил можам да речам, помодерна, која што на моје изненадување беше одлично примена од гледачите, исто така во Австралија, посебно од музичарите со кои што соработувавме таму, беше одлично прифатена и со мерак да речам ја изведува, убаво парче, подоцна снимав и спот за истата и најдов на многу убави реакции. Така, ајде сега може да го погледнеме твојот настап, а вие почитувани уживајте во Љубовна прашина. Потонувам во тишина, во сачекорам и се претворам во прашина. Сакам да сум кај што сануваш и да знам ти што размислуваш кога си заминуваш. Кога те има
Ете така, почитувани, го погледнавме настапот на Татјана за љубовна прачина. Сега се враќаме во нашето студио со нашиот разговор. Тања, дали подготвуваш нов материјал? Дали нашите гледачи да очекуваат нешто ново од тебе, некоја нова песна, можеби? Во моментов не планирам снимање на песна, затоа што во минатиот период ми се собраа дури и повеќе песни од колку што треба да се снимаат во еден временски период. Значи тие двете нови си одам и посебно, се изработија еве и спотови за истите, подосна излезе и Валандовската песна, се уште немам одработено видеозапис спот за таа песна. Нели не е ни толку добро повеќе песни да се вадат наеднаш. Така. Затоа што ретки се и медиумите кои што ни ги пренесуваат новите песни, нели за една песна да стане хит, не значи дека веднаш после снимањето ќе стане хит, меѓутоа еве да се заврши значи со снимање на видеозапис за оваа песна, ќе направам некоја пауза и негде кон средината или кон крајот на годинава веќе ќе почнам да снимам и песни, така да легнат прве на овие што ги имам веќе снимани. Така, често настапуваш и на нашите фестивали низ Македонија, дали ќе има настап годинава? Годинава е во Ландово во мај, мислам. Нема да настапам, затоа што настапив минатата година, сега пред неколку месеци. Ајде малку да паузирам од тоа. Како да кажам, убаво е да се појавиш на фестивал, но можам да речам дека и не сум толку задоволна од резултатите од надпреварувачкиот карактер на фестивалот, пред се веројатно затоа што во последните години се исплатуваат наградите се парични. Некако колегите како да пред се настапуваат заради парите или заради нешто, или пак тоа кај мене не оди така. Пред се земам убава песна, да имам убав настап, убава песната да би запамтена. Никогаш не сум отишла за награда, меѓутоа ете некои од колегите пред се име желба да победат, било за престиж или за парите. Не знам која, ниту се интересирам која сума ја добиваат и дали ја добиваат. Но еве има некој како нас што искрено си ја сака работата и има желба да настапи со цел да презентира пред се нешто добро. Да, но не мора значи дека мора да се презентира на фестивал, ете имаме многу подобро со спот да ја презентираш песната него или на фестивал. Убаво е на тие фестивали да се настапи, пример на Валандово на Цветници, затоа што се настапува во живо пеењето е. Изведбата исто и на оркестарот е во живо. Тука пред се може да се види колку еден пејач е созреан, какви се неговите гласовни способности. Какви се неговите гласовни способности во денешно време. Техниката е современа и некој кој не знае да пее на аудио снимка може да ви звучи одлично, меѓутоа во живо тоа нема да биде исто. Така. Тања, со кои музичари најчесто соработуваш? Настапувам со музичари од сите тие земји каде што сум била. Не секаде одам со бенд од Македонија. Пример во Австралија последниот пат настапувавме со групата Амадеус и со групата Пелистер. Поздрав до нив. Така, голем поздрав. Многу голем поздрав до сите колеги од тие групи, па и другите со кои што не настапував, ги посетува концертите. Значи не секогаш идат на турнеја музичари од тука, нели настапувам и со музичари од таму. Со сите групи имам настапувано во Македонија. Секогаш со различни, нели јас сум екстра пејач кој што се пазари на некоја свадба или забава или крстевка, било што. Така да домакините си ги одбираат посебно групата, посебно која пејачка сакаат, така да имам можност да работам со сите, со различни групи. Така, дали мислиш дека на македонската естрада има јака конкуренција и добар квалитет кај нашите музичари? Сведоци сме дека во последно време се појавуваат и многу нови пејачи, многу нови бендови. Како да кажам, а да не бидам погрешно разбрана, сватена, а можеби и подобро да го искажам она што го мислам, значи не е за еден пакет, посебно зборувам за пејачки, еве, нели сме помалку бројни, се броиме веќе на прсти и морам да речам дека пред се треба глас, потоа стас и тоа е еден пакет. Нема многу такви. Кај нас може би тоа е обратно, прво се гледа стас, а потоа глас. Многу битно е колку си реален тоа. Многу има колеги, колешки
кои што мислат дека ако од дома им речат да супер си, оди сними, супер си и после тоа не испаѓа така во очите на останатите слушатели и гледачи. Нели сите сме млади, има и многу помлади колешки од мене кои што изгледаат многу убави. Кој млад човек не изгледа убаво, меѓутоа ќе сними спот и песна аудијано која ќе те викнат веќе на некоја жива свирка, тоа се гледа реалноста. Еднаш, два пати, три пати, веќе се знае кој добро пее, а кој не. А за убави сите се убави. Така. Тања би сакала да те навратам назад низ годините и да ми откриеме на нашите гледачи како започна да пееш и кога? Мојата кариера започна во 2007 година на фестивалот во Ландово. Тогаш брзо се спознав со народната музика, затоа што не ја пратев многу народната музика. Знаев општо некои песни, но не ги знаев ни на памет. Од прилика знаев која е која. Немав никаков репертоар со народна музика, слушав само странска музика, англиска да речам, и имав понуди од сите битолски групи, фолк групи, да бидам член од нивната група, од многу групи. Не се гледав никогаш како пејачка. И ајде реков, ќе одам на еден фестивал на Валандово, па после се повлекувам, нели ми беше само мерак да настапам на Бина, на таков еден настан. Се појавив и имав многу понуди од колеги за соработка, од композитори, од текстописци и така тоа појавување фактички ја одреди мојата професија понатамошна, затоа што бев многу добро, има многу добри реакции луѓето на мене, така имав многу понуди за соработки и од тогаш не се откажав од тоа. Иако ми беше таа замисла само еднаш да се појавам и подоцна нема да работам така. Така, дали како помала си настапувала некаде? Дали во детскиот хор, дали на некој настап од школа? Да, секогаш сум настапувала на школските настапи, сум пеела во хор, соло таму не сум имала, подоцна настапував и во градскиот хор Тиф Наумов од Битола, 10 години пеев во тој хор, можам да речам дека една добра подкрепа на гласот и обликување на гласот да речам. Таму го имавме диригентот Љубомир Трифуновски, на кој што сум многу благодарна. Бев прв сопран, тој е нели оној невисокиот глас, иако сега не можам да достигнам ни еден тон од тогашното хорско пеење. Тие ми беа, да речам, настапите во главном, па подоцна, нели кажав, после 2007 веќе настапив јавно и тука започна мојата кариера. Измеѓу имав, нели, како гостин на некоја свадба, ајде Тања да пееш, нели групите веќе разбраа дека умеам да пеам и така. Дали пеењето си го наследила од некој твоето семејство, твојата фамилија? Да. Семејството од страната на мајка ми се сите музиканти. Скоро сите музиканти, нели немаат школа на музички средни или висока школа, некоја музичка академија, меѓутоа биле свирачи. Скоро цела фамилија по страната на мајка ми, дедо, вујко, други дедовци што биле, сите се талентирани, биле талентирани, за жал починати, и ете токму од нив го поседувам талентот. Од мали нозе се сеќавам дека тропав и на маса и свирев со уста и секогаш ми се смее, меѓутоа ете тоа заврши добро и заврши професионално. Така сепак крвта не е вода. Крвта не е вода, да. Дали покрај музиката си сакала и некоја друга професија? Што си сакала да бидеш? На повеќе места имам кажано, значи јас си мислам дека не многу ме бива за некои други работи покрај пеењето. Меѓутоа мислам дека би била добар шминкер. Така, јас мислев дека би сакала да бидеш спортистка, со оглед тоа што ми кажа дека си тренирала кикбокс, па можеби така. Не. Повеќе би се определила за нели шминкање. Така. Значи за шминкање. А сега време да погледнеме уште еден твој настап во нашето студио. Колку сум те сакала од Валандово фест.
Драги мои, уживавме во настапот на Татјана за песната Колку сум те сакала. Тања, чие дело е оваа песна? Како и сите останати, скоро сите останати, исто и оваа песна е на Дејан Момировски и на Борче Нечевски. Ја испеав на Валандовскиот фестивал во 2014 година, една преубава балада, која што беше доста забележана од публиката. Така. Тања, дали според тебе македонската песна и македонските пејачи се доволно промовирани низ медиумите? Во последно време не. Еве вашата телевизија тука можам да ја похвалам и телевизија која што секогаш ги следи сите новонастанати песни, нели за многу од нив изработува и видеозаписи, гостувања, промо и секакви емисии. Мислам дека треба да има повеќе, а тука не задеси една, можам да речем, еден неубав период каде што нели беше забранета и македонската песна да се имитува од страна на ЗАМ. Тежок период е ова за македонската музика, но еве некако сите се надеваме за повеќе телевизии кои што ќе се залагаат да промовираат нашата песна, нели тоа е едно обележје на македонскиот народ и мора да продолжиме со работење на нови песни и ни требаат повеќе телевизии, емисии кои што ќе не промовираат. Така и нашите телевизии да одвојат поголем дел од нивната програма, програмата за емитување на македонска музика. Да ја промовираат македонската музика. Пееш фолк музика, но дали имаш некој друг стил во душата кој сакаш да го пееш? Кој стил би сакала? Па сум пеела сакам и друга музика, повеќе странска, англиска. Се што е комерцијално, се што е актуелно во моментот. Нели порано имам слушано од хард рок до поп и се останато, се што е комерцијално, нели во 80-тите, 90-тите години хитови што излегувале, сите тоа не беше како хоби со сестра ми, ги снимавме од VH1 и од MTV на касети, нели тогаш на видео. Така. И така многу пати ми се слушани, многу песни кои што се уште се емитуваат, ги знам за некој чудо од првиот до последниот збор. Нели ми останале во сеќавање. Имам желба некогаш да снимам некоја песна еве од тој стил на македонски јазик. Ми се допаѓаат песните најмногу на Тамара Тодевска, пример во тој стил би се испробала. Ајде ако некогаш се подобри ситуацијата, нели, на емитување, ако некогаш дојдат малку подобри времиња и ако нели јас треба да одвојам простор и време за тоа и желба за да снимам некоја таква песна, би снимила. Така, добар пејач може да пее секаква музика и секаква песна, така? Да. Дали веќе имаш закажани настапи за следниот период? Следни настапи, значи, сега се договараат за преку текот на целата година. Имам понуда за турнеја во Австралија, да не најавувам се уште. Која ќе се наближи времето, нели, ќе кажам, и како реклама. Многу покани за свадби, за крстевки, за такви, за приватни забави, веќе календарот се исполнува се повеќе и повеќе во текот на годината. Агендата се полни. И така, за фестивали, еве нема да настапам на Валандовскиот, ќе видиме нешто подоцна, се спрема уште еден фестивал, кој ќе се организира тоа подоцна, ќе го најавиме. Значи, тоа е тоа. Што очекуваш од 2018 година? Многу проекти, да снимаме видеозапис за уште ова Кажи срце, многу настапи, тоа е тоа. Многу работа. Полно работа. Здравје пред се. Така. Пред самиот крај само сакав да те прашам, како е да се живее со уште еден музичар? Еве пример, пред неколку дена свиреше Митко до 2 сатот ноќ. Така му текна, не знам што му текна, го зеде кларинетот и си свиреше до 2 сатот. Се види ти како е. Некогаш е пријатно, некогаш ама нема, тоа му е професија и така, некогаш сте долго разделени како сега Митко беше на турнија во Америка, така? Ниту сум помислила некогаш веќе кога ќе претера подолго време ќе му речам ајде, доволно е, ајде со кларинет е малку потивок инструмент, меѓутоа со саксофонот кога свири, а тој обично му текнува навечер. И многу силен звук вади саксофонот и така да не можам цело време па одам во другата соба, па ќе сработам нешто, па ќе се прошетам низ куќа, па ајде му викам доволно е сега. Тоа е животот на музичарите, така. Тоа. А како ви поминува еден слободен ден кога сте заедно? Еден слободен ден, спиење до касно, јас и тој. Затоа што така сме навикнати. И кога не сме на настап, и другите денови по навика седиме до доцна,
иако тој другиот ден потешко му е него, затоа што тој оди на работа, а јас сум слободна, ќе си поспијам и така го користиме за шетање пред се. Мора да посетиме некој кафе-бар, ете сме обожаватели на денското, да речам, кафе. Патуваме и до Солун, ќе се прошетаме, и до Скопје се случува кога сме слободни. Ја немаме многу такви денови, така да и не можеме многу да се оддалечиме од Охрид на еден ден, затоа што наредниот веќе е работен ден и така мора побрзо да се врати. Така, Тања, пред да се одјавиме, што ќе им порачаш на нашите гледачи широм светот? Јас сите ги поздравувам, сите гледачи на Ин телевизија, да слушаат македонска музика и тоа е тоа. Од овој аспект. Така, јас ти благодарам што одвои време да ни гостуваш во емисијата Промо. Се разбира, те очекуваме повторно со други новости и се што сакаш да споделиш, ние сме тука секогаш за тебе, знаеш. Благодарам. А вие, почитувани гледачи, гледајте не и наредната недела во исто време и на исто место. Довидување.